Таа искра утринава се дозна веста за смртта на папата Франциско. Она што можам да го кажам и да го забележам во моментов во Пјаченца, каде што практично се наоѓаме ние како екипа, дека граѓаните ја примеа оваа вест со огромна тага и жалост. Се забележува она тажно и тивко расположение кај граѓаните. Центарот на случувањата тука во Италија е секако во Ватикан, каде што граѓаните уште од раните утренски часови, кога што практично и се дозна веста од официјален Ватикан, се упатија натаму со цел да изразат почит. Инаку, папата по неколку месечно боледување се врати на неговите должности, токму за Великден се појави и го честиташе празникот, што верниците особено ги израдува. За жал, утринава да одекне тажната вест дека папата починал. Она што се случува пак сега во Ватикан е дека настапува период на седисваканција, односно тоа е период без папа. Како што напоменав и претходно, папата последно се појави за празникот Великден, кога им го честиташе на верниците, а тој пак за време на овие празнични денови имаше и средба со американскиот подпредседател Венс, но околу неговите активности како папа, неговиот животен пат на оваа тема, прилог подготви колешката Викторија Миткова, па предлагам тука да го погледнеме. Франциск, првиот понтиф од Америка и првиот језуит на чело на Римокатоличката црква на 88 години. Тој беше 226-тиот папа на Римокатоличката црква. Папата Франциск, роден како Хорхе Марио Берголјо во Буенос Аирес, Аргентина, почина на Велики понеделник 21 април 2025 година на 88 годишна возраст во неговата резиденција во Ватикан, Каса Санта Марта. Папата Франциск или Хорхе Марио Берголјо е роден на 17 декември 1936 година во Буенос Аирес, Аргентина. Берголјо, син на италијански имигранти, работел како хемиски техничар пред да влезе во језуитите во 1958 година. 7 години работел како свештеник, а во 1998 година беше назначен за надбискуп на Буенос Аирес. Франциск беше првиот понтиф во повеќе од 1 милениум роден надвор од Европа. Избран за папа беше во 2013 година по ставката на Бенедикт XVI. Тој го избра името Франциск во чест на Свети Франциск Асишки, што ја одразува неговата посветеност на смирението и сиромашните. Поважни меѓу неговите 47 патувања во странство водеа до Азија, Африка, Латинска Америка и Арабија. Франциско секогаш ја бараше блискоста со сиромашните и посетуваше сиромашни квартови. Во 2019 година во патувањата на Франциск се вброи тоа во Македонија. Тогаш оствари средба со државниот врв, а одржа и двочасовна миса на плоштадот Македонија. Ја посети куќата на мајка Тереза, која во 2016 година токму тој ја прогласи за светица. Имаше обраќање пред 15.000 луѓе, а неговата посета во Скопје пренесуваа над 300 новинарски екипи од регионот и светот. Порача да се следи делото на светата мајка Тереза како пример за богатство, милосрдие и сочувство меѓу луѓето. Се нахранивме со раскошни и големи соништа и завршивме со јадење, одвратност, затвореност и осаменост. Со солзи во очите, возбудени од среќа, со неверување неколкумина сиромашни болни го допреа човекот кому му ги кажаа маките, но изразија голема благодарност до католичката црква во Скопје и сестринството, и папата ги делеше истите чувства. Trovare la maternità della Chiesa. Oggi la ho sentito lì. E ringrazio ai macedoni di avere questo tesoro, la città di Skopje.
Последно вчера се појави во јавност. Во инвалидска количка 88 годишниот Свет Отец мафташе од балконот на базиликата Свети Петар. Беше поздравен од илјадници на собрани верници кои дојдоа да споделат радоста на Великден. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Во последните години папата Франциск се соочи со неколку здравствени предизвици. Во 2021-та тој имаше зафат на дебелото црево, а во 2023 година имаше абдоминална операција. Тој исто така имаше хронична болка во коленото и грбот, често користејќи инвалидска количка за мобилност. И покрај овие прашања тој одржуваше ригорозен распоред, продолжувајќи ги своите пастерски должности и меѓународните патувања. На почетокот на 2025 година папата Франциск беше хоспитализиран со инфекција на респираторниот тракт, кој прерасна во двострана пневмонија. Тој направи напори да ги реформира финансиските системи на Ватикан и да се справи со наводната сексуална злоупотреба на свештениците во црквата. Неговото папство беше обележано со реформски напори, посветеност на социјалната правда и еколошката заштита, како и со значајни меѓуверски иницијативи. По смртта на папата Франциск веќе се зборува за негов наследник. Теоретски, секој крстен католик може да стане пап. Меѓутоа, оваа должност секогаш им припаѓа на повисоките службеници на католичката црква, наречени кардинали. Кардиналите го избираат новиот папа. Во светот има 252 кардинали, кои обично се и епископи. Право да гласаат за новиот папа имаат само оние помлади од 80 години. Да, реакции инаку пристигнуваат од целиот свет со сочувство за смртта на папата, дека премиерката на Италија упати порака, вели голем човек не напушти и додаде дека чувствува длабока тага поради смртта на папата Франциск. Со ваква порака се огласи утринава премиерката на Италија Џорџа Мелони. Јас можам да кажам дека секако ќе известуваме за сите случувања во Италија после веста за смртта на папата и во наредните изданија на вестите на Алфа. Студио.